Два земјотреси со јачина од 2,3 и 3,7 степени според Рихтер попладнево повторно ги вознемирија Скопјани. Серија од 12 помали земјотреси до 2,5 степени Сеизмолошката обсерваторија регистрирала и во текот на ноќта. Оттаму велат дека ваквите помали потреси се очекувани по вчерашниот земјотрес од 5,3 степени според Рихтеровата скала и тие не се опасни, но никој не може да ја предвиди јачината, ниту кога тлото ќе се смири. Во Центарот за управување со кризи во изминатото деноноќие, граѓаните пријавиле повеќе од 300 штети. Екипи на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија заедно со сите скопски општини се постојано на терен. Утврдена е штета кај 38 објекти од јавен интерес, но надлежните велат дека засега не се регистрирани по сериозни оштетувања. Неофицијално, во некои скопски училишта забрането е користење на неколку училници, а официјалните записници ќе бидат испратени до надлежните општини. Во поглед на оштетувањата провеува истиот тип на оштетување во колку се работи за скелетен нов армирано-бетонски систем. Оштетувањата се генерално, односно во најголемиот број случаи во неконструктивните елементи, значи под зидови, преградни, одвојување над зидот од армирано-бетонската конструкција, додека се уште не сме забележале оштетувања на носивите, односно армирано-бетонските конструктивни системи. Имаме забележано оштетување на некои постари објекти, кај кои што носивиот систем е од масивен карактер, односно зидани конструкции, каде што оштетувања има и на носивите зидови, меѓутоа до сега немаме забележано да е нарушена стабилноста, односно интегралната целина на целиот објект. Граѓаните и натаму можат да пријавуваат штети преку телефонскиот број за итни повици 195, а од Центарот за управување со кризи информираат дека истото може да се направи и на нивната имејл адреса.